Почнуваме со првата тема во Студио 1 и како што најавивме, тоа се студентските избори пред 2 години кои што практично пропаднаа со крадењето на кутиите и со интервенцијата на ЕБР. А веќе со мене во студиото се Александра Филипова, младински активист, и Ивана Туфекџиќ, пратеничка, и на кои двете потекнуваат од студентскиот пленум и тој граѓанскиот отпор од така наречената граѓанска пролет, која што беше пред 2 години за време на политичката криза. Пред се, би сакал да ве прашам дали дента на изборите очекувавте ваков развој на настаните? Може било кој од вас, прашањето се однесува до двете. Мислам дека не. Да, нормално дека не очекувавме дека на крај преку нашето аргументирано изразување и аргументите кои што ги дадовме зашто не би требало во тој даден момент да има избори, и кога објаснувавме како уствари треба да се спроведат понатаму изборите за да можеме сите да ги прифатиме и да се репрезентативни на вистина, ние очекувавме дека за тоа би можеле да добиеме единица за брзо распоредување. Очекувавте ли такви неправилности какви што и имаше впрочем? Тоа мислам дека тоа сите го очекувавме и токму за тоа ден бевме на избирачките места по факултетите. Меѓутоа, веројатно никој не очекуваше дека единицата за брзо распоредување ќе интервенира на студентски избори. Особено ако го земете предвид и фактот дека студентскиот парламент е невладина организација. Значи тоа беа избори на една невладина организација во која што на крај, на почетокот, се сеќавате на снимките кога тие ги крадеа кутиите со група насилници кои беа организирани од надвор и кои воопшто не беа студенти. Тогаш првично бевме нападнати и после тоа со интервенцијата на ЕБР, кога мислам дека дури кога специјалците пристигнаа, имаше коментари од типот дека можеби се тука за да ни помогнат да влеземе да ги преброиме кутиите и да видиме што всушност се случувало и колку реално гласови имало. Меѓутоа, за волја на вистината, тие кои што целиот ден пријавуваа насилство, на крајот беа исфрлени од страна на полицијата со брутално прекршување и на автономијата на универзитетот, бидејќи ректорот никогаш не издал, барем по неговото тврдење, тогашниот ректор никогаш не издал дозвола за влез на специјалната единица. Верувам дека таа вечер многу голема улога одигра и дел од медиумите кои беа присутни, бидејќи веројатно полициското насилство и генерално насилството кое што се случуваше врз нас кои испрачувавме во тој ден нерегуларни студентски избори, ќе беше многу поголемо доколку немаше присуство на дел од медиумите, зашто им се заблагодарувам за професионалноста која што има таа вечер. Ти благодарам да овој муабет го правевме пред самото договарање. Всушност не ни испрецепирав дека улогата на медиумите била всушност толкава во таа вечер конкретно. Меѓутоа, зошто е целата оваа борба беше? Зошто беа украдени кутиите? Кои се оние привилегии со кои што се стекнува председателот на парламентот, против кои што вие всушност и се боревте да не постојат како привилегии? Да, па генерално мислам дека на крајот один од кутиите беа украдени затоа што како што изборувавме и како што аргументиравме ние, излезноста во тој даден момент на вистина беше мала. Ние бевме распоредени на сите факултети на ниво на УКИМ, на вистина немаше студенти кои што гласаа и самиот чин на гласање не се одвиваше како што треба. Во однос на ингеренциите кои што ги имаше оваа невладина организација, бидејќи со новиот закон веќе нема да биде така и нема да постои како невладина организација, е тоа што на годишно ниво дел од средствата УКИМ ги распределува за студентскиот парламент, понатаму студентскиот парламент би требало да ги троши за потребите и интересите на студентите. Меѓутоа години наназад ние не добивме никаков финансиски извештај, за официјален финансиски извештај кој што тие го објавуваат или го доставуваат до самиот универзитет, како би можеле да видиме на што навистина се трошени тие пари. Некако успеавме не по официјални канали да стигнеме до еден таков финансиски извештај, каде што на годишно ниво од сума 2-3-4 милиони денари можевме да заклучиме дека единственото нешто за кое што биле трошени тие пари кои што се на студентите пред се, бидејќи студентите плаќаат, се за телефонски сметки многу високи, за авиобилети за најразлични земји, дали во Европа, дали во
Америка, така што дел од работите поради кои што мислам дека настана цела таа борба за да се случат тогаш изборите и да се избере било каков човек за таа позиција се нормално финансиските средства, но меѓутоа не може ни да го забораваме фактот дека сепак представници на студентските парламенти учествуваат во работата на поголемиот дел на телата во универзитетот, рамо до рамо. Практично одлучувачки за иднината на студентите. Да, и нивниот глас би требало да ги представува интересите на студентите и потребите на студентите таму, меѓутоа и тоа години на назад го немавме видено, што на нас тоа навистина не беше важно, на другите одредени структури кои што во тој даден момент не се согласуваа со нас, очигледно финансискиот аспект им бил поважен, па затоа мислам дека настана и целата таа ситуација таква каква што настана и заврши понатаму. Пред да продолжиме со разговорот, да потсетиме само дека обвинителството веќе води предистражна постапка за овој предмет за прекумерна употреба на полициска сила и оние неправилности кои што беа констатирани. Повеќе детали не се откриваат, меѓутоа како една ретроспектива ќе погледнеме прилог за тоа што всушност се случуваше вечерта, па ќе се вратиме назад во студиото. Вака изгледаше полициската интервенција пред просториите на студентскиот парламент, кога пленумците се обидоа да спречат нелегитимни избори. Навршуваат 2 години од студентските избори, кои ќе останат запаметени како скандалозни и насилни. Гласањето беше тензично и проследено со низа нерегуларности. Недостасуваа паравани, печати и избирачки списоци, а оние кои ги организираа изборите беа со истечен мандат. Состојбата ескалираше кога представниците на парламентот ги однесоа кутиите во своите простории за да ги пребројат гласовите, а пленумците ја блокираа вратата во обид да го бойкотираат нелегитимниот процес. Специјалци од единицата за брзо распоредување упаднаа во зградата на парламентот на УКИМ и насилно ги отстранија пленумците. Иако студентите не беа вооружани и не пружаа отпор, на местото беа распоредени и оклопни возила. МВР тогаш тврдеше дека не ги пречекорило надлежностите, но јавноста ја оцени таа интервенција како брутална и нелегална. За овој случај обвинителството постапува по кривичната пријава која ја поднесе Хелсиншкиот комитет за човекови права против тогашниот прв човек на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков. Основното јавно обвинителство Скопје активно постапува и превзема повеќе действија во насока на проверка на наводите од кривичната пријава за која покажувате интерес. Предметот е во предистражна фаза и во овој момент не сме во можност да споделиме повеќе детали со јавност. Од обвинителството не го соопштуваат ниту бројот на лицата за кои постои сомневање дека сториле кривично дело. Обвинителството почна да постапува по кривичната пријава во октомври минатата година и тогаш соопштија дека бараат податоци од одредени институции и дека на распит се повикани 7 лица, но нивниот идентитет не беше соопштен. Освен полициската бруталност врз студентите, поранешниот директор на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков е посочен за директно одговорен и за упадот во собранието од 27 април лани, бидејќи свесно не ги спречил крвавите настани. Тој и уште 29 други лица се дел од обвинението на обвинителството кое беше прифатено од кривичниот совет. Така од време на време и јас знам да ги погледам овие снимки како едни од најбурните периоди за земјава. Како сега гледате на нив и на овие случувања по 2 години? Тоа и го искоментирав вака кога ќе се навратам, сваќам дека например Чавков е одговорен за тој настан и после тоа за настанот во собранието на двата настани каде што јас бев присутна. И мислам дека ова е една трага од нашата активистичка, да речам, историја и генерално од историјата на студентските движења, која што не сме да биде заборавена. Дека полицијата тргна против студентите кои спречуваа нерегуларни студентски избори, дека тие луѓе таму кои што ги издале наредбите, ги издале бидејќи така од партијата им рекле, што говори за многу сегменти во нашето општество кои биле руинирани. Партизираноста на полицијата, понатаму корумпираноста на целиот систем, која што универзитетот е само една клетка која што покажуваше дека таквата корупција води кон ескалација на состојбите, бидејќи кога тогаш доаѓа до спротивставување на таквата корупција и тоа мора да запре. Драго ми е што после 2 години имаме закон за високо образование, нов закон за високо образование кој што ја гарантира првенствено автономијата,
а понатаму кој што го преточува моделот на студентско организирање кој уште тогаш студентите го бара, да, подетално околу него ќе се осврнеме малку подоцна. Сакав Александра да ја прашам дали можеби во текот на целата студентска битка и покрај несомнено големата поддршка имавте моменти кога чувствувавте дека можеби е залудно или дека можеби нема да го добиете она што го очекувате и дали конечно очекувате обвинителството да го расчисти овој случај со истрагата? Се надевам дека мислам добар показател за на каде се стреми да оди државата би било ако навистина еден ваков случај се расчисти, не само ваков случај, нормално дека како луѓе кои што сме се залагале за демократија, владење на правото и граѓански права, дека ќе се залагаме и понатаму и би сакале да го видиме овој случај решен. Дали ќе се реши, јас стварно немам информација, тоа би требало некоја од надлежните институции да го посочи, се уште е во предистражна постапка по последните работи кои што можеме да ги видиме. Во однос на поддршката која што ја добивавме и останати работи, не би можела во текот на целото студентско движење да зборувам за каква поддршка сме добивале, бидејќи едно време бев во средношколски пленум, меѓутоа знам дека меѓусебно заедно се поддржувавме и на крајот од денот мислам дека вакви настани научија на многу алатки, многу механизми преку кои што може и во иднина ние сите да бидеме активни граѓани и да ги аргументираме и да ги артикулираме проблемите на кои што наидуваме. Веќе 2 години нема легитимен представник на студентите по овие пропаднати избори. Овој модел веќе на функционирање со новиот закон е минато. Кој е идеалниот, односно моделот што е донесен за студентско организирање и дали овој закон можеме да кажеме дека е идеалното решение и најдоброто што можевме да го постигнеме или можеби имавме и подобар начин? За ниту еден закон мислам дека не можеме да кажеме дека е идеален и дека сме предвиделе се, меѓутоа инклузивниот процес со изработка на овој закон со студентите, со професорите, со целата академска заедница говори како засегната страна, говори дека сме стигнале до решение какво што академската заедница всушност барала. Еден дел од тоа решение е и делот на студентското организирање, бидејќи добивам прашања да појаснам, значи во законот стои дека во рокот 6 месеци од денот на стапување во сила, тоа е 8 мај 2018 година, ќе се спроведат избори на факултетите. Значи сега добиваме комплетно нов модел на студентско организирање, каде што моќта се префрла на факултетите, каде што студентите и најмногу се движат. Таму има непосредни избори, каде што студентите гласаат за представници на факултетското студентско собрание, како што е наречено во законот, а потоа од факултетите, од секој факултет се делегираат на универзитетското студентско собрание, за да учествуваат во работата на органите на универзитетот, студентските домови и така натаму. Значи, студентите секаде каде што се предвидени во законот, а се гледа и во Националниот совет за високо образование и секаде каде што имаат место на учество во управувањето, ќе добијат реални представници, бидејќи тие ќе бидат од долу, односно од самите факултети, па нагоре, што покажува дека се напушта еден принцип на претходно кој што го имавме, на бирање на председател, кој што е избран со ниту Кирил Спировски не беше избран со кој знае колку гласови, ако не се лажам, 3000 гласови имаше некаде од 2011. Што е далеку под бројот на студенти, да. И тоа покажува дека многу лесно таквиот систем се корумпира, особено бидејќи тој систем беше надвор од универзитетот. Сега како тело на универзитетот ќе ги користи средствата на универзитетот, меѓутоа и за тоа ќе има можности за отчетност, како што сите потпаѓаат кога користат буџетски средства или средства на универзитетот, што е многу важно во делот на спречување на злоупотреба на финансиски средства, како што беше до сега. Вака, не се лажаме, праксата по европските факултети и начинот на студентското организирање е сличен. Меѓутоа, реакциите на јавната расправа за овој конкретно закон беа дека со давање на правен субјективитет на единиците на универзитетот не се постигнува концептот на интегрирано образование. Оваа забелешка беше расправана во парламентот, еве коментар од двете за
за истата. Тоа е една ректорот на УКИМ забелешка во делот, меѓутоа повеќе се однесува на факултетите отколку на факултетските студентски собрани или на универзитетското студентско собрание, што јас не мислам дека е точно, бидејќи самиот закон покажува за какви универзитети градиме и каков универзитет сакаме. Така што не би рекла дека е тоа така, меѓутоа не се однесуваше на овој дел. Во овој дел студентите покрај тоа што стануваат тела на универзитетите имаат и веројатно ќе имаат и своји подсметки. Меѓутоа тоа се решава со подзаконски акти кои треба да бидат донесени во рамките на овој закон. Значи статутите ќе си ги донесат факултетските собрани и универзитетското студентско собрание кое што ќе треба да ги уреди овие прашања. Задоволни ли се студентите од ова законско решение? Па генерално не би можела во име на сите студенти да зборам. Од оние со кои што вие контактирате, на како јавната здружение? расправа, имаше работни групи, имаше јавна расправа. Бевте консултирани во имаше текстот? спроведени консултации од повеќе младински организации, невладини организации на оваа тема. На крај сите заедно доставија еден предлог спрема Министерството за образование и наука. Истите работи ги кажа и на самата јавна расправа по повод законот за високо образование. Никој закон не е идеален, има простори во даденава ситуација, во дадениот модел кој што е смислен секако да се унапредат дел од работите. Студентски правобранител кој што би требало да ги застапува интересите на студентите заедно со студентскиот парламент и понатаму останува да се избира на скоро истиот начин како што се избираше и во минатиот закон и во минатото, така што секако дека имаме можности и жилби како би сакале да видиме, меѓутоа дали сметам дека сите промени одеднаш би требало да се направат, не сметам дека тоа е така, бидејќи мислам дека на крајот одеднаш со многу промени во сите тела кои што во моментов ги имаме ќе настане само еден хаос и нема да се знае кој за што е задолжен, кој какви ингеренции има и кое тело од кога би требало да почне да функционира, така што мислам дека понатаму чекор по чекор и самите универзитети треба да се ги запрашаат студентите, а и студентскиот парламент, односно поново студентското собрание, доколку навистина профункционира онака како што го имаме замислено и онака како што е идејата за постојање на таква тела, би требало сите овие недоследности кои што постојат или ќе ги уведат виднина, да се потрудат да ги проверат и поправат, бидејќи на крајот одинот за тоа и постојат. Така, имајќи предвид дека министерката за образование Рената Десковска веќе промени ресори, сега е во Министерството за правда. Доколку не се лажам, вие ја знаете и како професорка, освен или како пратеник. Како би го коментирале нејзиното менување од овој сектор, имајќи ги предвид сите коментари дека всушност можеби најголемите промени во новата власт дојдоа токму во секторот образование, настрана од тоа што ова е одлука на извршната власт и одлука на премиерот, како вие двете лично гледате на оваа промена? Јас го кажав и во собранието, мислам, жалам што замена од ресорот образование професорката Десковска, меѓутоа мислам дека во овој момент беше потребна во правда и со заменикот министер, кој што сега е министер, сме имале и претходно комуникација и соработка, тој постојано доаѓаше, особено и во делот на законот за високо, така што мислам дека е упатен во темпото кое што го наметна професорката. Јас верувам дека таа истото темпо ќе го наметне и во правда, каде што граѓаните очекуваат и подеднакво големи промени. И како поранешен студент или еден од најактивните учесници на студентскиот пленум и на протестите, всушност и двете бевте едни од погласните, дали ти сега од оваа позиција на пратеник би рекла дека владата доволно води грижа за студентите и нивните потреби и еве од граѓанскиот сектор, од младинските организации да добиеме од двете коментар? Би рекла дека секогаш може повеќе. Затекната беше на конфузна, нејасна правна рамка, која што е нужно да се среди за да може да се тргне и во имплементација, за да може да се постават едни темели за грижа не само за студентите, туку генерално за целиот систем на образование. Така што мислам дека овој период се искористи за поставување на темели преку правната рамка, се разбира, за да може да трае таа грижа. Секогаш може повеќе и се разбира секогаш може многу подобро.
Мислам дека е потребно повеќе енергија да се вложи, особено од делот на оние органи кои што се под Министерството за образование како државен студентски центар и така натаму, каде што се гледа дека има напори, меѓутоа мислам дека треба да се вложи многу повеќе напор во смисла на квалитетот на животот на студентите во студентските домови. Од друга страна, генерално сите политики да бидат насочени кон обезбедување на квалитет на живот на сите студенти во државата. Да, генерално и мојот коментар би бил во таа насока дека изминатива година дена се креира политики, закони, документи, регулативи, но мислам дека сега откако веќе ги имаме тие документи, би можеле да се фокусираме повеќе на студентски стандард, на ученички стандард, да ги прашаат институциите, да ги прашаат младите што има потребно на младите, па откако ќе ги прашаат и откако ќе добијат фидбек, понатаму да се консултираат и да се конструираат политиките кои што ќе ги спроведуваат институциите. Чекор кон тоа беше и владината младинска седница, која што беше прва таква во историјата на Македонија, тематска, посветена само за млади. Меѓутоа, секогаш треба да се стремиме работите да не остануваат само на седници, на записници, на формирање работни групи, тука на вистина понатаму виднина да се случуваат онака како што било замислено, онака како што било изгласано или запишано во некој записник, да не остане дека младите учествуваат во сите работни групи, посетуваат јавни расправи, даваат коментари и забелешки на ИНР, онлайн, по мејлови, каде да треба. Постојат сега многу механизми за давање забелешки, меѓутоа тие забелешки само да останат како доказ дека никој се вклучил и дал инпут, а никој да не спроведува понатаму тоа што е добиено како забелешка од страна на младите. Така што секогаш има простор за унапредување и сега би требало веќе на конкретни активности да се фокусираме наместо на креирање на регулатива. Да, ако веќе ја постигнавме таа база со законските регулативи, што е следниот чекор за подобрување на студентскиот стандард и да го запреме еднаш за секогаш одливот на млади кадри од земјава? Дали го запрем одливот на млади кадри во земјава, не знам, сите никако тоа го тврдат по медиумите, не сум сигурна дека може да се запре, пошто не е работа која што се запира само со една активност и една мерка. Од регулативите ни останува уште закон за млади да го искреираме, тоа е процес кој што клубот во собранието пред локалните избори формиравме клуб за младински прашања и политики, каде што членуваат пратеници од сите пратенички групи застапени во собранието и соработуваме тесно со невладините организации, односно младинските организации, со партиските подмладоци и заедно сите работиме на Агенцијата за млади и спорт и владата, заедно сите работиме на креирање на закон за млади во работната верзија, ќе видиме на крајот како ќе се вика, кој што ќе опфаќа, да, кој што ќе опфаќа еден поширок сегмент околу учеството на младите во креирање на политиките и е обратен процес кој што преку консултации со младите ќе треба да добиеме еден законски текст за да ја заокружиме некако. Не можеме да речеме дека можеме да заокружиме правна рамка, бидејќи секогаш ќе произлегува потреба за закон. Меѓутоа да почнеме дали ќе ја заокружиме борбата, да речеме. Да почнеме во изготовка на овој закон, низ еден волку широк процес заедно сите, мислам дека е една и порака кон младите дека ете политичарите, односно партиите можат да седнат и да се согласат за нешто што не е реформско, не е прашање кое што е реформско, туку е прашање од многу широк интерес на една широка таргет група. Така, во оваа прилика јас би се заблагодарил за вашето присуство во Студио 1 и да се надеваме дека она што се случи пред 2 години ќе остане за секогаш таму и нема никогаш да се повтори. А како спомен за вашето гостување, ви подаруваме по еден политички трилер од нашата Санта Аргирова, Времето на Перонов. Фала. И да се надеваме дека времињата политички опишани во овој роман никогаш нема да станат реалност. Уште еднаш ви благодарам на двете за присуството. И ми беше чест што разговаравме. А вие, почитувани, останете со нас, се враќаме веднаш по кратката пауза.